Добре дојдовте во Што нејасно ја сум, Ѓурчо Светановски, мој денешен гостин е професор доктор Наташа Котвар од Институтот за национална историја, дел од Глас за Македонија. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Професорке, историјата не смее да биде во фокусот на вниманието, пред малку изјави германскиот председател Штајнмајер. Пораката како ја гледате? Па искрено од аспект на историчар, македонски историчар, се согласувам, бидејќи историските вистини, тоа е флоскула која што содржи многу во себе, не се работи за вистина во буквална смисла, не се потребни ниту во политичките делови, односно во спорови и во договори, ниту пак се интересни за некои други политички варијации. Така да јас се согласувам со германскиот председател и при тоа кога го спомнавме веќе него се сеќавам на првиот германски амбасадор што беше овдека, ненадминлив Штефан, кој што и напиша книга за Македонија, Јазлот на Македонија или оној кој што треба да се пресечи, и мислам дека не е надминат овој германски представник во неговата политика. Ханс Лотар Штефан остави една позиција која што требаше да се следи, меѓутоа германските негови наследници не ја следеа. А во основа европските држави, особено Европската унија, особено Германија, која што е една од водечките држави во унијата, нив не ги интересираат историските вистини, ако го преведиме на нашиот терен, нив ги интересираат само дали се случуваат определени решенија, дали тие решенија нас како македонци или како жители на Република Македонија ќе не задоволат, тоа воопшто не е битно. Меѓутоа, многу правилен исход кој што мислам дека треба да се следи. Како што реков, историјата е работа која што е во опозит на политиката, така што не гледам зошто би била актуелна во политичките варијации. Ова е една промена кај оние странски што ги нарекуваат меѓународни булдожери кои што доаѓаат кај Македонија, во Македонија, кај нас претходните има еден друг пристап, многу повеќе со шлаканици, буквално беше кај претходните десетина, да не речам, но минимум толку, беше сменете го уставот, треба да направите ова, треба да направите она. Доаѓа Штајнмајер со многу поинаков, поприземен, погаловен, да не речем, вокабулар, од сето она што успеавме барем да го видиме. Историјата не треба да биде во фокусот, да ги завршите домашните задачи, се сложуваме и со тоа, нели, дали го играат добриот и лошиот полицаец, странските меѓународните представници, или сепак па се работи за многу поприземен политичар кој што има понормален пристап, не силувајќи не буквално да направиме нешто што не треба да го направиме. Сепак е промена позитивна за нас. Е една промена позитивна од она што можеме да го прочитаме како информација во медиумите, бидејќи во моментов мислам дека недостасуваат подробни информации околу неговата посета и разговорите кои што ги водел. Со оглед дека го истакнал и она најважното, дека треба да се спроведат внатрешните промени, односно реформи заради самите нас, а потоа и заради Европската унија, бидејќи знаете и јас да сум странски представник и да дојдам во Република Северна и ако разберам дека тука цвета корупцијата, дека образованието ви нуди можности и без да се дообразувате да добиете високи степени на образование по диплома, а со тоа и да добиете високи функции во хиерархијата на администрацијата, каде што внатрешните позиции се урнисани, каде што немаме ни
соодветна економија, немаме правен систем. Воопшто политичкиот систем е толку разграден да ние сме веќе држава на една руинирана состојба или девастирана заедница. Јас така веќе ја доживувам и нормално дека како еден странски представник првото што би помислила не дај Боже некој да ни се здружи ваков во нашата заедница. Она прво што ќе треба да го направите, ќе треба да се соберете, да се приберете дома во вашиот атар, да си ги поправите своите грешки и мислам дека најважно е што треба да се случи промената во свеста. Бидејќи ние 30 години одгледуваме свест дека се е можно ако определена политичка номенклатура стои зад вас. Тоа денеска случајно забележав, имаше еден прилог за нечiji син на заменик министар за внатрешни работи, што све можел тој човек млад да направи. Просто тоа го нема и во оние американски филмови за декаденцијата на младиот свет, на дивиот запад. Држава, латиноамерикански така што филмови, мислам дека германскиот председател многу правилно е насочил потребата каде треба да се делува. Меѓутоа, мислам дека кај нас ќе треба многу да се работи за да прво се развие свеста дека државната заедница мора да се гради, да се чува и да се штити. Так. И со советно однесување, нормално. Како контраст на ова цивилизирано однесување на Штајнмајер и пораките што ги добиваме едни контра аргументи, антимакедонски елементи од една комисија која што треба да биде македонска, барем делот тамошен. Зборуваме за Охридската архиепископија и она што мене лично најмногу ме изиритира објаснувањето. Кога ги чепна дали сте разговарале, одговорот беше ние не разговаравме за статусот, немаме такво право нити намера, ние зборувавме како ќе сместиме, односно ќе ја третираме Охридската архиепископија во историските читанки. Па муабетот беше, извинете, но страшен. Муабетов е, да не речам, бугарска е така ќе ја третираме, но ние не ја чепкаме Охридската архиепископија. Еве како историчар зборуваме дел, за жал се само таму ваши колеги, колку и да се колеги, дел тотално се апсолутно не се по ништо поврзани со историјата, а се дел од таа комисија. Како гледате на овој последен чин на чепкање во за повеќето светата Охридска архиепископија има МПЦ ова целата приказка, наспрема ова некој атавизмот на наследниците на комунистичката партија повторно прават нешто против црквата, па не видено, ама така ми и делува. онака беше опиум за народ, нели? Така, религијата. Да. Шегата на страна, ми поставивте нешто кое што јас морам во повеќе степени да го одговорам. Поведете. Прво и основно, сето зло или сета грешка, да го потребам, ајде германскиот збор, фелер, се случи со самото постројување на текстот за добрососедство. Дури професорот Игор Јанев го карактеризира како гротеска од договор. Бидејќи, читајќи го, веќе имаме два сериозни пункта кои што нас ни го одземаат сувереното право да проучуваме, толкуваме и работиме национална историја, во случајот македонска. Првиот дел, сега зборувам за договорот и со намера зборувам за договорот со оглед дека тој е изворот на сите последователни проблеми што доаѓаат не во годините, туку од месец за месец. Ако ја земам во предвид годината кога е потпишан, па кога е ратификуван, па декларацијата во бугарскиот парламент и така натаму следеам низа на документи. Меѓутоа, основата таму беше таа заедничка историја, каде што се повикуваат нели на она декларација подпишана 99-та година меѓу македонската и бугарската влада, односно Љупчо Ѓорѓиевски и Иван Костов, каде што пак тогашниот македонски премиер, воодушевен од таа постапка, мислам дека кажа немаме повеќе секташка историја, мислејќи на македонската.
Прво и основно, за да напишете заедничка историја, мора тоа дебело да го објасните, а таму во таа преамбула нема никакво објаснување. Понатаму, врската доаѓа до членот 8, каде што се декларира соработка во доменот на културата, образованието, науката и така натаму. Веќе втората и третата точка веќе засегнуваат во сувереноста, што ја спомнав, и исто така во научната автономија кон македонската страна. Зошто ја исклучувам бугарската, бидејќи бугарската е она која што за сите овие години нафрла белешки кои што треба да бидат применети во однос на македонската историја. Моето прво прашање е до комисијата, прво, како можеле да се нафатат да бидат членови на комисија само на повикот на еден човек кој во моментот бил премиер, кога се знае дека еден научник работи на сосеми други принципи, за да тие бидат активни во таа комисија, требале да добијат одобрение од наставно-научниот совет во институтот, колегите од факултетот од нивните совети, треба исто така од главниот совет во Институтот за национална историја, треба тоа да се образложи, дали е тоа дел од програмата на работата на институтот, значи постојат процедури и методи кои што не се воопшто запазени. Мислам дека и не ни помислиле дека треба да ги прочитаат. Со тоа што господинот кој што е во исто време и ко-председател и директор на Институтот за национална историја и кој што го врши личниот избор на останатите колеги, треба со себе прво да расчисти. Или ќе биде и директор на Институтот за национална историја, или ќе биде само член во таа комисија. Бидејќи позицијата директор на Институтот за национална историја не ви дозволува вие да бидете во таква една комисија, бидејќи со таа работа на таа комисија вие ги анулирате сите достигнувања на Институтот за национална историја, кој што ја представува историската наука врвот за 80 години во оваа држава покрај факултетите и академијата. Но и во советодавното тело за имињата на институциите. И тоа сакав да речам. Незаменлив е многу вреден човек. Тој е и во академијата. Да. Тој е и во комисијата, во советодавното тело за имињата и исто така мислам дека имаше некој секретаријат колку што се сеќавам, кој што ќе треба да биде помогнат, замислете, од редовни професори да им бидат асистенти на овие другиве. Нешто за правење ајвар, претпоставам, некој здружение и таму. Знаете, ние може да се шегуваме во моментов, меѓутоа сите овие постапки кои што ги прави владата преку Министерството за надворешни работи, фактички ги руши македонските институции. Една држава се брани ако вие ги јакнете државните институции. Ако таа власт имала потреба да консултира луѓе од научниот свет, си постојат постапки како тоа се прави и на кој начин. Овој начин што е избран, да се земат 2-3 тројца од една група во Институтот за национална историја, имаше колега и од факултетот, мислам дека на крајот излезе дека е помудар па се повлече со време, меѓутоа на сите им недостасува или незнаење, или пак тогаш премногу знаеле во што се впуштаат. Бидејќи македонската наука не може да биде под чинот на работа на овие луѓе во комисијата. И јас нема да навлегувам во тоа како ги решаваат, да речам, научно определените теми, нели го имавме средновековието, од средновековието излегува проблемот со Охридската архиепископија. А тие немаат човек од тој период таму. Апсолутно, тие немаат ни човек за преродбата. Кому ќе му ја дадат преродбата? Тие се консултирале со релевантни луѓе. Искрено да ви кажам, јас релевантни луѓе гледам и во Институтот за национална историја, и во Институтот за македонски јазик, и за литература, и за фолклор. Има национални институти кои што тоа им е работата и тоа го работат.
Но не сте чуле некој да ви каже ми се јавија од комисијата и ме консултира, им дадов мислење. Јас за такво нешто не сум слушнал во вашите кругови. До сега, барем поголемиот дел да. луѓе, а кои што се стручни за определена тема, не сме разбрале, а би требало да се консултира, бидејќи и во институтот, и на факултетот, значи си постојат оделение или катедрата си има своја посебна група која што се работи на определена, нели, хронолошка рамка или па тематска, дали е среден век, нов век и така натаму. Ова како моите колеги, простете, кои ќе сакаат да изважат нешто, па се повикуваат на висок дипломатски извор, неименуван, секако, кој што ќе каже дека Македонија треба да биде на буквата С, ме разбирате во тој стил. Многу е лошо со тоа што овие луѓе само што се случајно вработени во Институтот за национална историја, треба да и внесат на јавноста еден поим за авторитет. Еве тие работат во таа институција, наводно дека луѓето кои што работат таму стојат зад нив, апсолутно не. Може би тие си знаат кој им стои зад грб, меѓутоа мнозинството, и еве, уште ова да го кажам, минатиот месец Сдруженијето на историчарите на Македонија, 26 октомври, имаше токму научна трибина околу овие теми и прашања. Колегите ги поканија и членовите на комисијата да дојдат да разговараме. Никој од нив не се одзва, не присуствуваше. А знаете, ако сакате нешто да биде признато во научниот свет, вие мора научно да го верификувате. Научната верификација се прави на сосема подруг начин отколку во Министерството за надворешни работи да седите, бидејќи вас ви е шеф министрот за надворешни работи. На еден научник воопшто не му е гајле дали некој бил министер или не бил министер, туку си има своји сосема други принципи и модалитети на работа. Друго, околу Охридската архиепископија, мислам дека тие влегоа во замката која што не требаше да ја прифатат. Претходно затоа и сакав да кажам, тие веднаш треба да се повлечат кога беше донесена декларацијата во бугарскиот парламент. Што повеќе од тоа? Што повеќе? Ако веќе остануваат таму, тогаш тие работат за лични интереси, бидејќи ги слушам деновиве многу често, оние што ги осудуваат работеле за лични интереси. Може во секое време да ги проверат состојбите на луѓето што зборуваат, 240.000 причини имаат да бидат таму, така? И да не заборавиме дека имаме информации од јавен карактер кои што не требале да бидат обзнанети на јавноста, и ете владата не знае каде уште овие луѓе се ангажирани, меѓутоа тие се само за подсмев на научната јавност. И морам да кажам, слушнав некоја изјава на премиерот, дека тоа што ќе го донеси комисијата и тоа ќе биде закон. Значи, тие луѓе не можат да донесат догма, а ние научниците тоа да им го прифатиме. Ние може само тоа што ќе го договорат, вака да им го искинеме и да им го фрлиме, бидејќи колегите знаат како се работи. Така, добро, но тоа го кажува Ковачевски, никој не го зима за сериозно, нели, во државата. Па мораме да го земеме за сериозност, бидејќи ја извршува функцијата премиер. Така. Но дали постои мислитен човек во Македонија, независно од која страна, кој што досега не свати дека оваа комисија е само продолжена рака на власта? Претходно на Заев, сега на Ковачевски, или диктирано од каде и да? Мислам дека постои голема забуна во јавноста. Така. Еве, деновиве кога се известуваше за нивната последна средба со бугарските преговарачи, многу често ја слушаме флоскулата од национални медиуми, не сите, но ги има доволно на број, со формулацијата македонските историчари. Значи, македонските историчари воопшто не стојат за оваа група на луѓе. Тројца, колку има во таа комисија? Па тие се двајца, ако е Азиз и тројца, и ако ја земам колешката, ама таа е со по вокација филолог, после нешто со историја. Така, 3,5. Така, да. А тоа е македонските историчари, така. Да, и уште еден имаат Љоровски, кој што беше по избор на директорот.
Последниот избор. Со тоа што мислам дека вистински ако се сака да се работи, прво тој човек треба да каже оваа комисија не смее да постои, а како работат комисиите, постои, нема да измислиме ние топла вода, постои начини, модули како се прави тоа, но не преку спорови, бидејќи, пак ќе повторам, историската вистина не подлежи на спорови и на договори. Ви имавте и предлог како да се нарекуваат вистински во медиумите, да не се прави оваа грешка, не? Да, јас се те препорачувам на медиумите кои што вчера неколку пати повторија македонските историчари, значи треба посериозно да си ја проверат прво информацијата, дека се работи за луѓе кои што се нафатиле да бидат само преговарачи во името на Министерството за надворешни работи и дека тие не се македонски историчари. Македонските историчари се на друга страна и работат по други принципи и методи. Мислам дека комисијата најмногу ги боли начинот на кој што тие се избрани и начинот на кој што работат. Јас нема да навлегувам во докажувањето на историските факти, толкувања, процеси, личности, настани и така натаму. Тоа е за еден друг подиум и за една друга научна верификација. Нив најголем проблем им е начинот како станале комисисти, односно преговарачи. Нели би ова една општествена шема, еден македонски феномен? Зборуваме за јавниот обвинител за организиран криминал бази. Да. Го вадат од никаде анонимус. Зборуваме за премиерот. Точно. Не го знаеа ни во СДСМ. Го вади, заев го става. Она представничката, односно сега и уставна судика, нивната правничка која што советуваше Филипче Тодоров, ја вадат, ја ставаат. Комисијата ги вадат, ги ставаат. Времена на анонимуси, на луѓе кои што немаат зошто да бидат таму, но се таму само и само поради тоа што одговарат на една приказка, подобни се и да не речам послушни, сервилни и сите тие квалитативи кои што се формулата на успехот македонска. Нова или не баш македонска. Ова што го спомнавте ме потсети на еден коментар на новата американска амбасадорка која се чудеше како е можно да се создадат вакви политички представници во оваа држава. Меѓутоа, јас би сакал да ја потсетам господјата дека тие луѓе, зборувам во однос на нивната психологија и филозофија, тие беа во повој 91 година. Меѓутоа, меѓународниот фактор и регионалниот, и европскиот, па и американскиот фактор ги одгледа овие политички чудовишта. Ние 30 години имаме такви политички чудовишта, кои што ги наоѓаме, како што кажавте, во правниот систем, во економскиот, во безбедносниот, да не зборуваме, во научниот, фактички тие треба да бидат од научниот, ама не го представуваат научниот свет. Во образованието, полуписмени наставници, како што имаме полуписмени сега правници. Дури сега ми е јасно зошто договорите и од Преспа и од 2017 година се такви какви што се. Дури добри на крајот ќе испаднат. На крајот добро е што и така се напишани, бидејќи можеле и уште и полошо да завршат. Ако знаеме дека во државава во овој момент ни се случува сериозна, образовна, но и правна ситуација која е рамно на скандал. Така што мислам дека одговорот мој е ние мора да се справиме со овие политички чудовишта, карикатури на луѓе, на личности, кои што делуваат врз принципот имам власт, имам моќ и одат во таа линија на партија, религија. Овдека ја сериозно ја спомнувам религиозната определба, бидејќи и таа е многу вмешана. Не правам поделби дали е христијанска или муслиманска, и семејните врски, односно пријателските врски, заедно со нивните семејства. Значи, ние сега имаме во моментот една политичка владеачка номенклатура,
која можеби е најмногу 2% од луѓето кои што живеат и работат во оваа држава, меѓутоа останатите ние сме принудени да го живееме животот на робје. Мислам дека ако некогаш воопшто и треба нешто да се смени, тоа ќе биде не само физичка промена, слушам честопати дека треба да има избори, навистина треба да има избори, да се смени. Иако гледам голем проблем на ОПСЕ кој што дозволи оние многу сумнителни изборни резултати 20-та година, кој ги промовираше како соодветни и без проблем. Меѓутоа, оној кој што ќе дојде на власт, ќе има потреба да биде прво многу свесен што значи државна заедница, да има етички, морални вредности и исто така многу работа. Ако тоа го нема, ако мислиме само да си менуваме физикуси, нема да биде добро и пак ќе одгледуваме и чудовишта, и карикатури, и гротески, но тоа ќе биде лошо за нас, останатиот свет, побројниот. Луѓето кои што ги споменувате немаат победено на избори во живот, професорке. Ако направиме една ретроспектива, првите избори загубија. Вторите избори беа без опозиција на сцена. 98-та загубија од ВМРО, 2002-та се вратија, тоа беше единствената победа која што повеќе беше револт кон лошата катастрофална реакција на новопечениот градежник и Неимар, оној со печатна грешка во името, но тоа е единствената победа. 2016-та не победија, Дуи реши да влезе со лузерот од македонската страна, не реши добро. Знаеме како бидна таа приказка и зошто. Оваа година, што ја спомнавте, 2020-та, тоа се последните избори, па Беса излезена од кај нив, победија само заради Беса. Значи, овие луѓе немаат победено еднаш нормално, освен 2002-та постконфликтна година. Пред емисијата се шегувавме со Мери Шели и Франкенштейн. Ова е некој политикански, не е политички, ова е политикански Франкенштейн на се што ви одговара и ви треба во моментот и создавате една, нели, организација што и да е. Да, ако вака ги гледаме сите нешта како што ги наброивте, морам да кажам дека нашето економско осиромашување не е значи случајно. Нашето енергетско батисување не е случајно. Нашето безбедносно значи не е случајно. А некој ја одржува таа состојба. Националното настрана, тоа. Националното. Дури слушам дека во Струмица добро се живеело сега од остатоците на поранешната влада. Можеби и нези е овозможено на таа групировка така. Меѓутоа да не се залажуваме, мислам дека ние во моментов немаме таков политички авторитет кој би се наметнал наспроти она што представува представници од меѓународната заедница. Мислам дека ние се научивме 30 години политиката да ни биде под влијание на надворешниот фактор. Ако знаеме дека во политиката се само битни интересите, тој надворешен фактор едноставно си ги прати своите интереси, а што се случува во оваа Македонија, која требаше да се развива и која во ниту еден момент не смееше да отстапи од асномските постулати, се повеќе тоне и мислам дека ние веќе не ни препознаваме првобитната држава. Ние сме веќе, како што спомнав, држава во која што нема соодветна економија, нема правен систем, нема политички систем. Ние сме сега во една фаза на едно лудило, на едно разбојништво политичко, каде што постојат само пиар агенции кои што ги подучуваат овие од политичката номенклатура, каков речник да користат, какви постапки да изразуваат пред јавноста. Ако ние сите сметаме дека определено нешто е црно, упорно се тврди дека е тоа бело. Дури и оние неалтернативни посочувања дека ако ја нема Европската Унија и нашиот пат кон истата,
дека не постои алтернатива. Мислам дека тоа е првиот аларм дека ние веќе се наоѓаме во една состојба на сериозна диктатура, авторитарно општество, кое што не ни дозволува во ниту еден момент да размислиме за нашите можни алтернативи. Секој обид за едно слободоумие, за еден поинаков пат во однос и на политичкиот и економскиот живот, веднаш сме или сите се етикетирани, наводно дека се на страната на Русија. Во овој свет не постои само Русија, не постои само Кина. За мене и за многу луѓе кои што живеат во Македонија, вистинскиот свет е Македонија. Мене ме интересира македонската државна заедница. Таа ме интересира. Ако не се и направиме сериозен и цврст однос, па нема да ви дојде тој германски председател да ви каже да средете се, ќе дојде ќе ви рече повелете пријатели што можеме заеднички да работиме и да ја создаваме и да ја градиме Европа. Фон дер Лајен ви вели северомакедонци во присуство на премиерот кој што не реагираше на приказката, тој срам го претрпевме. Го имате ли чувството дека во Македонија се случува едно многу лошо нешто, тоа е дека македонците се почесто не ја чувствуваат Македонија како сопствена држава. Ова што е сега, оваа номенклатура, ова уредување дека буквално македонците не се ја чувствуваат Македонија веќе како своја. Тоа чувство провеува. Да, мислам тоа е резултат на најосновното правило. Ако државата вас ви изневери, вие исто нема да бидете лојални кон таа држава. Зошто да бидеме лојални кон нешто што во све не напуштило? Дури и ни создава состојба дека прво, ние не треба да бидеме образовани ако зборуваме за ситуацијата која што ни ги нуди Министерството за образование. Несоодветни учебници. На кориците ви пишува историја и општество, кога ќе го отворите учебникот, ќе прочитате се, само не историја. Отсуство на учебници во 21. век, а лошо образовани генерации, тоа се загубени генерации. Така што само ви го дадов сегментот на образованието. Мислам дека големиот број на луѓе, а имам правото да го споменам, бидејќи на летните протести 75%, скоро 80% од луѓето бараа соодветни промени и реагираа на политиките на оваа власт. И тие беа искажани од различни институции кои што тоа им ја работа. Значи, застапувајќи се вбројувајќи се како член на тие 80% луѓе, сметам дека ако не се избориме со оваа номенклатура во моментот, ќе биде многу погубно, некои велат ќе бидеме поделени. Толку и таа територијална варијабла не ме секира, колку ме секира човечкиот одлив и човечкото физичко исчезнување на македонецот. Она кога немате зошто да останете овде, кога не си го чувствувате своето. Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е професор Котвар, ќе зборуваме за различни работи, ќе зборуваме за штетата што е нанесува со ставањето намаса на Охридската архиепископија, како што и самите признаа дека веќе трета година намас им бил, замислете, Гоце Делчев. Ќе зборуваме за заминувањето и на Соросовата фондација од Македонија, конечно беше времено, нели веруваме ќе се вратат кога можеби ќе си го вратиме и името, дај Боже, значи брзо. Така што имаме уште многу теми за отворање. Останете со нас, се враќаме веднаш по реклами. Се враќаме во што не е јасно. Наш гостин е Наташа Котвар. Професорке, свесни ли се во власта воопшто што прават со тоа што еве сега седнаа нама се изборуваат, тоа настрана оние квалификации дека само во учебниците ќе сменели и слично, зборуваат за Охридската архиепископија, како ќе ја третирале заеднички со бугарите. Знаеме кој е ставот на бугарите околу Охридската архиепископија. Како можеме воопшто да најдеме некаков баш оној безобразен заеднички јазик, заедничка историја околу Охридската архиепископија? Па да бидам по примерот на еден ваш колега,
пред некој ден, како што му настапи на еден бугарски представник, може да се согласат дека Охридската архиепископија е значајна средновековна институција за македонскиот народ, која што придонела и за книжевниот, и за културниот, па и политичкиот живот на средновековниот македонски човек, а и во наредниот период, затоа што до 1767 година таа е единствена народна институција. Колегите во комисијата ја представуваат како византиска институција, меѓутоа таа во суштина е народна институција, нормално, никој не бега од фактот дека е средновековна институција и во средниот век црквата има сериозно значење, е на рамниште на владетелот, нели, самиот владетел световен се повикува јас тој по Божјата волја и тука е до него високото црковно лице. Меѓутоа, на ниедно друго место не е толку прифатена Охридската архиепископија како народна и значајна за сега ќе го спомнам текстот кој што се наоѓа во историјата на македонскиот народ од 2008 година, која што сериозно влијаела и на политичкиот и на културниот идентитет, значи на македонското население, македонскиот народ во средновековието. Значи забележувате дека многу внимавам околу терминологијата, не велам македонци и така натаму, бидејќи мојот занает ме има успособено да правам разлика на верувања и сваќања од средниот век, новиот и современиот. Би можело така да се договорат, ете да биде таа заедничка. Бидејќи, ако одиме по незината дијацеза, која во определени временски периоди се проширувала или се стеснувала, дури и за луѓето кои што живееле во некогашна Зета, односно денешна Црнагора, била доволно повод да се именуваат како македонци, бидејќи тие биле црковно под јурисдикцијата на Охридската архиепископија. Но никој од современата македонска историографија тие луѓе не ги прави насила македонци, туку ги проучува како луѓе кои што припаѓаат на една друга историја и други верувања и содржини. Така што тоа е, да речам, одговорот кој што на некој начин е повеќе, ете денеска некако ни тргна со гротеските, па так. И ова треба да биде, бидејќи сметам дека ниту за едно историско прашање не треба да се разговара во еден таков формат, во една таква комисија. Ако се сака да се разговара и за Охридската архиепископија, и за македонскиот среден век, па и за македонската преродба, антифашистичката борба натаму, тоа се прави на научни конференции и како што вели познатиот, ете, од руско потекло научник Јакобсон, познат американски професор, во науката ги докажувате нештата со спротивставување и со анализа, а со компромиси се решаваат нештата во политиката. Тие два начини се толку еден на друг спротивставени, затоа и политиката е нешто сосема друго од науката, што мислам дека е многу погрешно. Но, вие ме прашавте околу учебниците. Мислам дека наративот што доаѓа од членовите или преговарачите во комисијата е многу манипулативен, бидејќи прво, тие не се луѓе од Бирото за развој на образованието. Значи, оваа држава во текот на 30-тите изминати години, а и предходно, изградила институции кои што треба да се занимаваат со образование, методолошка постапка, дидактичка постапка, педагошка постапка и методска постапка. Значи, тоа е Бирото за развој на образованието. Понатаму, за да може тоа биро да создава учебници како содржина, мора да се повика на она што го сработила науката. Учебници не пишуваат ентузијасти, влюбеници, авантуристи, туку учебници пишуваат луѓе од занаед, кои што пак
ја консултирале целокупната национална историографска мисла. Зборувам за национална, во Македонија е таа македонската, во Бугарија е бугарската, во Романија е романската. При што македонската историографска продукција за 80 години има постигнато поприлично. И тоа, ние не сме биле затворени во еден вакуум. Македонската историографија прво е градена со големи интелектуалци и професори и од поранишните југословенски држави, особено хрватски, српски, еве имаме и полски, чешки, руски, кои што го означиле почетниот развој на македонската наука, па особено историографија. Веќе наредните генерации почнуваат самостојно да ги обработуваат соодветните теми и многу е навредливо ако го прочитате членот 8 од тој договор, каде што ви пишува врз основа на факти и докази. Па македонските историчари не работеа на графче, не гледаа на топка. Нормално е за секој историчар да работи врз основи на факти и докази. Па уште во првата лекција, кога работите методологија на истражувањето, го читате англискиот теоретичар Кар, кој ви вели од мноштвото факти треба да знае еден оспособен историчар дека само оние што се обработени со критичка анализа и ставени во определени компаративни и соодветни услови, тие се факти и така се добиваат соодветните толкувања и докази. Така што колегите требале да знаат, ако ништо друго да се повикат на првата лекција од научното истражување. А штом седнале да преговараат за овие теми, се откажале од научното истражување, се откажале од научната етика и се ставиле во функција на некоја си политичка дејност. Меѓутоа, нивната дејност ќе биде само за нивната дејност. Не може нивниот врховник, министр за надворешни работи, кој не знае кои ви се државнотворните документи. Настрана лекар. Да, настрана лекар, не знам какви се пациентите што ги третира, меѓутоа, ако ги третира како надворешнава политика, тоа е нешто страшно. За нас, како македонска историографија, е битно како ќе постапиме. Нашата постапка е диалектичка, за разлика од бугарската, која што предпочита да биде на површината на толкувањето, бидејќи таа е така градена уште од времето на Константин Иричек, кога има напишано првата историја на современа Бугарија, 1878 година, следната година ја пишува и на Србија, значи се си има причина и последица. Македонската историографија е дело, и претходно кажав на самиот почеток, суверено право на македонските истражувачи. Друго, ние имавме колеги и од Европа. Ние ги загубивме колегите кои работеа на македонската историографија, за разлика од оние што работеа за бугаристиката, каде што добиваа стипендии, соодветни привилегии од бугарската држава. Тие што работеа со македонистиката беа аскети. Ама беа на линијата, да, ама работеа во интерес на прво научната дејност, а потоа во интерес на македонистиката, односно македонската историографија, славистиката или балканистиката. Мислите дека оваа комисија, слично како и останатиот дел од естаблишментот, Вадим чишто дел се, да не се лажеме, има чувство дека полека го губат тлото под нозете и дека им бега власта, а знаеме се ако ќе се смени власта, знаеме дека ќе се смени, знаеме и како ќе се смени, дека тогаш не ќе може да го направат тоа што треба да го прават и за кое што имаат задача. Па еве сега, буквално гледано и со ова со Охридската архиепископија, но и со претходните чекори, некако ми вклучуваат турбо во разнебитувањето на македонската колективна меморија во оваа редефиниција на целата приказка. Па, штом се нафатиле на нешто што не е во доменот на хуманистичката наука или историографијата. Некако чајнички простите ми изгледа сето ова, премногу думстерски, можеби, нели кажано, човек што не ја разбира работата, што ја работи премногу некако со некој елан јуриш, ама без никакви аргументи, некако јуришнички, буквално на јуриш некако, насила. Да. Јас мора да се напијам вода, бидејќи страдам малку од суво грло.
но не значи дека не ве разбрав. А тие луѓе со оглед дека се политички камелеони ќе работат и понатаму. Да. Ако можеме мова малку реклами само да пуштиме. Режија? Благодарам. Останете со нас, се враќаме веднаш по промото. Благодарам. Се враќаме, пошто не е јасно, со нас е професор доктор Наташа Котвар. Мали проблеми со грлото, но еве повторно сме во форма. Ке ни извините и ние ве оставивме премногу, нели, 50 на минути скоро до сега тераме. Зборувавме за Охридската архиепископија, за сето ова што можеби и несвесно го прави оваа комисија, така наречена, нели, за историски прашања и образовни. Свесни се што и прават на Македонија, на МПЦО, на целата приказка? Мислам дека треба да се свесни што му прават на македонскиот народ. Така. Како што кажав и претходно, Охридската архиепископија е израз на она што представува историја на македонскиот народ. Дури јас можам да им забележам на повеќето од општата јавност се вознемирија за Охридската архиепископија. Зар Климент не е израз на македонската историја? Кирил и Методи исто така пред нив. Наум. И тие се израз на македонската историја. Оти, ако не постоија тие, неки имаше зошто да зборуваме за Охридската архиепископија. Таа е израз во моментов на религиозните верувања и чувства на определени македонски верници. Меѓутоа, во средниот век, таа е многу повеќе, таа е дел од секојдневието, животот на македонскиот човек. Така што сметам дека и таа тема, но и многу други теми, еве да го земам за пример и Григор Парличев, кој што следи во наредниот период, а после него би требало да биде неговиот ученик Гоце Делчев. Не можам да сватам каде тоа ја завршили таа голема наука, да вие разговарате за личности и поими од националната историја со некоја друга држава. Тие во самиот старт требаше да знаат дека македонската историја не може да биде вкалапена во договор, како што и со Преспанската спогодба. Така што и двава договори, ако ги следиме преку членот 8, бидејќи и во спогодбата членот 8 и во договорот членот 8 се многу слични, да не речам исти, и фактички се однесуваат на она што представува македонска историја. Кога зборувам за македонска историја, немам во предвид само хронолошко редење на определени настани во определени епохи. Тука се врамува, тука се внесува содржината на се она што нас не карактеризира во денешно време да бидеме македонци. Јазик, литература, култура, верување, политички настани, економски настани. Целата таа спојка, тој амалгам не прави нас денеска македонци. И затоа ние се повикуваме на сето она што било како историско наследство. Друго, ако толку им значеше тоа македонско историско наследство на нашите соседи, кои сега побрзаа да се снабдат со некакви си документи, кога ги правеа нивните современи држави, никој од нив не се повикуваше на Македонија или на македонството. Ниту Грција, која што започна да се развива во Мореја, односно Пелопонес, ниту пак Бугарија, која што беше од Дунав до Стара планина, ниту пак останатите Србија, да не зборувам за Албанија. Значи, никој не го зема како свој лозунг митскиот генеративен импулс или значењето на она што е Македонија. Само на македонскиот човек. И ако ги читаме искажувањата на нашите преродбеници, без разлика во иднина тие како инклинираат, нивното верување во некоја
иднина политичка или економска е повикувањето на историското минато, односно на Александар Македонски и на Охридската архиепископија. Дури сум јас исто од оние колеги, тука и благодарам многу на колешката Валентина Христовска-Миронска, која што го истакна за прв пат дека македонското прашање почнува фактички со укинувањето на Охридската архиепископија 1767 година, и тоа е производ на едни засилени европски интереси, односно царско-руски интереси, односно тоа е големата империја која што склучи еден познат договор со Османлиската држава 1774 година, да ги представува сите православни христијани во империјата царска Русија, односно незините црковни институции. Значи, македонското прашање почнува со уништувањето на Охридската архиепископија, бидејќи таа се грижи за образованието во такви услови, бидејќи државата во тоа време не водела грижа дали некој од рајата ќе биде образован или нема да биде образован. Таа се грижала само за муслиманското население. Затоа и го забораваат и својот јазик прадедовски, како што кажува Кузман Шапкарев, во образованието и знаеле само грчки. И целата таа преродба која што се надкрева со Димитар и Константин Миладинов и натаму, ги има македонските специфики. И мислам дека ми е преку глава она што ентузијасти, па дури и авантуристи можам да ги наречам, со едно слободно и несоодветно толкување на зборот бугарин, читајќи соодветна литература, да го прават целокупниот македонски народ во определен период дека биле бугари, или пак историјата негова бугарска. Јас само имам едно прашање: а кога бугарите станаа бугари? Една работа еве за крај да биде, денеска објавија дека Соросовата фондација, која што да не се лажеме, направи многу зулуми во Македонија, ја спонзорираше цела онаа шарена дееволуција која што од Македонија како држава направи протектората од многу луѓе мајмуни, да не речам, нели? Заминува од Македонија наводно. И другата работа, јас мислам дека јасно дека има мандат до промена на името, овие 3 години ми се гратис нешто како наградно. Како гледате на ова заминување на Сорос од Македонија во констелација каде што нели треба да се слушуваат други работи на бугарското конто? Па мислам дека е задоцнато. Тие треба да си одат многу порано. Да не ја вршат таа функција, барем во нашиот политички, економски, па и културен живот. Мислам дека требаше државата да свати дека преку незините институции требаше сето тоа да се развива. Так. Дали слободната мисла, дали културниот настап, не знам, демократизацијата. Иако сметам дека за овие 30 години демократијата фактички кај нас заврши со девастација. Так. Ние немаме систем. Ако нешто сакате да развиете, можеби моето видување е поконзервативно, но јас верувам во јакнењето на државните институции, државните изрази, бидејќи треба да имаме определено ниво на зрелост во однесувањето или постапките. Мислам дека Сорос во определени моменти имаше добри идеи, гледано од аспект на историската реч, тие објавија поголем број на историски книги, кој што еден поранешен министар за образование не можеше да го свати зошто тоа го прават. Меѓутоа, како што кажав, ако генерациите ги воспитаме и ги образуваме соодветно, тогаш ќе немаме загубени генерации. Така што министрите наши за образование некако се уште ми се загубени, а во еден период ете тоа го вршеше Сорос, со каква цел видовме, со каков настап, зошто, и мислам дека е време ние да си се вратиме во она што представува македонска особеност, македонско образование и воспитување, за да ги пречекаме наредните настани, не сега веќе за да преживееме,
Веќе сега ние треба да имаме сосема друг однос на она што нам ни следува, имајќи ги во предвид политичкиве прегрупирања во однос на албански политички групации, во однос на она што се спомнува отварање на уставот, што какви правници се образувале, веќе не ми е чудно зошто ги бараат во уставот и така натаму. Имаме големи предизвици пред нас и пак да кажам, ако нема совест, етика и работа, ништо од сето тоа нема да биде. Може би ќе бидеме една бедна периферија, која што не ќе може ниту пак да се реформира како што ни побара германскиот претседател денеска. Ако да работите како што треба, јас мислам дека Сорос сега преку Александар Сорос, бидејќи оној стариот замина, нели, ќе се вратат оној момент кога ќе си го вратиме уставното вистинското име Македонија. Тука не се сомневам дека ќе се вратат веднаш со својата фондација. Што мислите ви? Дај Боже, не. Дај Боже. Може би тоа ќе им биде предизвик, не знам. Повторно вклучување на оние бабчорките шарени со левиците за режимот. Може би тоа ќе биде предизвик. Веќе ми не достига, така. Така што може би е проблемот, бидејќи јас го познавам и оној претходниот систем. Така. Во оној претходен систем постоеше еден однос кон работата и кон однесувањето и воспитувањето. А пред се тоа беше да се потпреме на наши собствени сили. Мене од секогаш ми било чудно зошто морам да очекувам некој однадвор со соодветни материјални средства да треба да ја развива не само државната заедница, туку и определени дејности и сектори. За мене било непоимливо. Ви благодарам што бевте моја гостинка. И јас ви благодарам. Ете, малку зарипнато, ама успеавме да дојдеме до крајот. Дефинитивно. Ви благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.